Топ тема на ваша страна, добро вечер. Помина првиот предизвик кој беше исправен референдумот за прифаќање на договорот со Грција. Уставниот суд ја потврди одлуката за уставност на одлуката за референдум и референдумското прашање. Дали е тоа крај на уставно-правните дилеми и предизвици и кои се постреферендумските сценарија за спроведување на договорот со Грција, односно преточување на обврските од тој договор во уставни амандмани. Ова се прашањата на кои вечерва дебатираме во топ тема на ваша страна, а мои гости се господин Игор Спировски, поранешен судија на Уставниот суд. Добро вечер и добре дојдовте. Господин Насир Зибери, поранешен пратеник. И во студиото го очекуваме и универзитетскиот професор Љупчо Ристовски. Пред да почнеме со оценките, да се подсетиме на одлуките и ставовите кои што ги предочија во судот денеска дел од судиите. Референдумските активности може да продолжат. Уставниот суд утврди дека нема елементи за интервенција и ги отфрли трите иницијативи со кои се оспорува одлуката на собранието од 30 јули за одржување референдум на 30 септември. Нема сомневање дека одлуката целосно е во согласност со уставот, велат 7 од вкупно 9 судии. Според нив, видот на референдумот може да биде само консултативен. Нашиот устав уредува кога референдумот е задолжителен. Предвидени се 3 такви случаи: за стапување во сојуз или заедница со други држави, за истапување од сојуз или заедница и заменување на границите. Ова не е таков случај. Референдумското прашање е сосема погодно за да се консултира мислењето на граѓаните, велат мнозинството судии. Референдумското прашање е јасно, релевантно и секој може да го разбере. Треба да ги консултира граѓаните за 3 прашања кои меѓу себе се во причинско-последична врска: договорот од Преспа, интеграцијата во ЕУ и во НАТО. Не треба да се проблематизира референдумското прашање. Определбата за НАТО веќе е декларирана со неколку собранески документи. За Европската унија ќе уследи дополнително. Сега целата одговорност за референдумот е во надлежност на собранието. Сосема спротивно мислење има судијата известител Елена Гошева. Истакна повеќе неусогласености на одлуката со уставот, побара поведување постапка и изрекување времена мерка со која ќе се стопираат сите активности поврзани со референдумот. Според неа, одлуката е манипулативна. Никаде не се споменува дека државата треба да се преименува во Република Северна Македонија. Министерот за надворешни работи немал мандат да потпише ваков договор, а прашањето е манипулативно и збунувачко. Референдумското прашање е стапица. Тоа е двосмислено и овозможува 8 различни одговори. На граѓаните им се импутира дека го признаваат Преспанскиот договор, а тој де јуре не постои и е ништовен. Гошева доби поддршка само од колегата Јован Јосифовски. Тој рече дека не е против одлуката за референдум, но не се согласува со нејзината содржина. Јавно праша дали некој од надвор имал поединечни разговори со судиите и зошто тој не бил повикан на таков разговор. Слично прашање поставија и подносителите на иницијативите Левица и Светски македонски конгрес. Ја следеа двочасовната расправа, излегоа од судот незадоволни и уверени дека врз судиите бил извршен притисок. Очигледен беше притисокот врз судот. Одлуката на Уставниот суд за нас е неприфатлива. Судиите во расправата беа контрадикторни, имено отфрлија расправа за договорот со Грција, бидејќи не е предмет на расправа, но заклучија дека со референдумското прашање не се гласа за Европската унија и за НАТО, туку за договорот со Грција, со кој се врши промена на името на државата и истовремено се суспендира референдумот од 8 септември 1991 година. За време на расправата пред судот се собра мала група приврзаници на ставот бойкотирам, кои им порачаа на судиите да бидат независни и да судат според совеста. Тоа беше прилогот на колечката Сонја Николовска како подсетување на главните поенти од и позиции на дел од судиите во денешната расправа во Уставниот суд. Во меѓувреме добре дојде и за професорот Љупчо Ристовски. Сепак почнал господине Спировски со вас, доколку денеска ја имавте судската тога. Вашиот глас ке беше меѓу оние 7 или меѓу оние 2, или ке почневте од сосема поинаква процедура воопшто да не дојде до глас? Мислам дека мојот глас би бил денеска поинаков и од едните и од другите. Како? Затоа што моето сваќање за овој проблем е дека
Уставниот суд, според Уставот на Република Македонија, нема надлежност да одлучува за уставноста на референдум. Ниту за формата на поставеното прашање, за неговата содржина, ниту за одлуката како таква. Нема надлежност затоа што одлуката за референдумот не е пропис и општ акт кој што на нормативен начин утврдува одредени односи, туку е конкретен акт кој што е резултат на примена на една општа норма од Уставот и од Законот за референдум, која што дава право собранието да распише референдум за различни прашања од својата надлежност. Тоа е првата аргументација дека Уставниот суд нема надлежност за тоа. Втората аргументација е дека Уставниот суд не може да си дозволи таков активизам да одлучува за политички прашања. Познато е во теоријата и во праксата на уставно судење дека не постојат судски одговори за политички прашања. Во оваа ситуација собранието врз основа на Уставот и на Закон за референдум поставува одредено прашање од неговата надлежност, значи ратификацијата на договорот, на референдум на граѓаните и бара од нив одредена одлука која што ќе влијае на натамошните процеси. Таа одлука е пар екселанс политичка одлука која што треба да ја донесат граѓаните. Уставниот суд не може да влегува и да одлучува наместо некој друг. Не може да го спречи изразот на политичката волја на граѓаните во една јасна со устав и со закон заснована процедура. Очигледно е дека иако информациите одат ударно дека судот ги отфрлил иницијативите, во суштина Уставниот суд не повел постапка, значи ја прифатил надлежноста, меѓутоа оценил дека ова не е во несогласност со Уставот. Ефектот на крајот е ист и мене ми е драго што тоа се случува без оглед што се случува на теориски различни основи. Така. Меѓутоа тоа во иднина на Уставниот суд ќе му создаде проблеми кои што ќе треба да ги решава во врска со прашањата со референдум. Некој ќе рече по Уставниот суд одлучуваше за референдумот локален за мигрантите и така натаму. Меѓутоа таму Уставниот суд одлучуваше за друг дел од својата надлежност, за судар помеѓу централната и локалната власт. Не зависи од природата на актот дали Уставниот суд ќе одлучува. Мислите на одлуките за поништување на референдумите за родниците? За родниците и за тоа дали во одредена општина треба да се примаат мигранти и да се интегрираат во општеството. Тие иницијативи беа поднесени од централната власт и Уставниот суд одлучи за својата уставна надлежност од 110 за судирите помеѓу централната и локалната власт. Но како и да е, оваа одлука ја примам со вака нагласена доза на пријатно изненадување, бидејќи после онаа одлука на Уставниот суд за укинување на законот за помилување, разочарувањето беше огромно и мислам дека многу луѓе од нашата фела стравува, еве посебно и денес, како овој пат ќе одлучи, затоа што таа одлука беше катастрофална и веројатно ние никогаш нема да му ја простиме на Уставниот суд. Меѓутоа, како што за таа одлука имавме изрази на критика и обиди да ја спречиме со јавни настапи, сега за оваа одлука треба да се каже дека бар јас ја поздравувам и се надевам дека ова ќе биде почеток на една нова перспектива на Уставниот суд на кој што граѓаните имаат право и сакаат, а дека тој ќе има капацитет да им го пружи тоа задоволство, да се ослонат на него во остварувањето на нивните слободи и права. Многу такви почетоци сме очекувале од Уставниот суд, но што кога во една ваква значања дебата, за која што ве рековте, има и различни теориски пристапи, дали да се прифати, дали да се отфрли и така натаму, кога слушнавме имате уставен судија кој што ги прашува неговите колеги дали за ова биле на консултации некаде надвор од судот и зошто тој не бил повикан на такви консултации. Односно, отворени сомнежи за политички влијанија изнесени на самата седница од судија. Во секој случај таа изјава на
судијата дотичен е несрекна е вака, да кажем, и тешко може да се разбере. А дека имало од секогаш сомневања во јавноста, во одредени кругови за тоа како уставните судии одлучувало, имало и во јас кога сум бил судија и пред тој и така натаму. Меѓутоа, знаете што е важно? Вистината секогаш ние сме способни да ја видиме, да ја разбереме, знаеме што се аргументи, знаеме што се добри издржани одлуки, знаеме одлуки кои што излетуваат од шините на нормалната мисла. Уставниот суд треба со своите одлуки да го заслужи респектот и со своите одлуки да направи штит околу себе. Тешко да се тврди дека врз него се вршат политички притисоци. Тој тоа треба да го покаже. Затоа велам, можеби оваа одлука на сите овие јавни притисоци, тоа е јавен притисок врз судот, се што се случува во земјата во последните месеци, да излезе, да даде образложена одлука која што е разбирлива и која што треба, според мене, да се прифати како позитивно вака изненадување во работата на судот. Господин Зибери, големи беа исчекувањата денеска, а па кај дел од јавноста и стравувања, па се до почеток на калкулации кому во овој момент би му одговарало ако Уставниот суд ја донесе таа воредна мерка што ја предлагаше судијката и известител, и која што ќе значеше нели забрана на сите активности. Како ми ја коментирате конечната одлука, односно исходот? Исходот го оценувам секако позитивен, иако се согласувам дека немаше предмет за расправа Уставниот суд, бидејќи се работи за конкретен акт, како што кажа и судијата предходно. Но од искажаните ставови на денешната расправа на Уставниот суд се гледа дека почнувајќи од судијата известител до другите членови на Уставниот суд се мешаат појмови кои се предмет на дискусија понатака и во академската и во стручната јавност. Тргнувајќи од централното прашање на иницијативата за оценување на уставноста, каков референдум треба да распише собранието. И очигледно дека и предлагачот, и судијата известител, и други членови на Уставниот суд ги мешаат појмовите во однос на карактерот на референдумот и обврската на органот да распише референдум по одредено прашање. Карактерот на референдумот не е уреден со Уставот, тој е уреден само со член 8. И таму точно е дефинирано што е референдум во кој граѓаните одлучуваат и што е референдум во кој граѓаните се консултираат. А обврската органот задолжително да распише референдум по одредено прашање е сосема друго прашање и тоа не е предмет на оценување на Уставниот суд. Како што ги меша и појмовите членство во меѓународна организација, како основ за оценување на уставноста на одлуката за референдум, зашто не претходела друга одлука на собранието, со стапување во сојуз со други држави. Мислам дека е недопустливо членови на Уставниот суд да не прават разлика помеѓу овие уставни категории и правни појмови. Меѓутоа, тие постојано се вртат во јавноста, јавноста никако да го свати значењето на тоа што беше посочувано и во иницијативите. Предходен, дополнителен, зошто консултативен, а не задолжителен. Дали ова денеска, ова одлука ги затвара сите тие дилеми и прашања? Еве прво да ве вклучиме и вас. Добре дојдовте уште еднаш. Добро ве најдов. Значи, се би било во ред ова кое го говори колегата. Секој очекува Уставниот суд
да има висок ниво на доверба во јавноста, но во дадениот случај тоа се уште не е така. Македонија треба да изоди уште многу пат оние checks and balances во поделбата на власта на законодавна, судска и извршна да навистина бидат реални во Македонија, да ја окупираат стварноста во Македонија. Од тука владењето на правото е многу далеко. Зошто ова го говорам? Затоа што еден од уставните судии денес рече дека судиите еден по еден биле повикувани на разговор. Јас не верувам дека тоа во зоната на шпекулациите. Тоа се остава печаток дека некој се уште се дрзнува да врши притисок врз уставните судии и врз носењето на нивните одлуки. Од тука го намалува кредибилитетот на тие одлуки во јавноста. Јавноста почнува да шпекулира, јавноста почнува да се сомнева во исправноста дека таа е донесена под политички влијани и така натаму. Чи тоа е една дамка која што ниту оваа власт не успеа да се ослободи. Тоа е една сериозна критична точка, веројатно во периодот што доаѓа тоа ќе мора да се рачисти. Тоа беше една од клучните забелешки на Брисел, нели? Во делот на реформските приоритети. Да, но тука имате уште една друга забелешка Тоа е првиот момент. Само кратко ќе цитирам, бидејќи не смеам да ја продолжам заради ризикот од можни законски последици, која што вели тоа ова си беше денеска битка меѓу нив. И сега ќе застанам ова нив. Уставните судии си имат легитимно право врз основа на закон и врз основа на собствената совест, и јас велам често според Бог, да носат суверено своји одлуки. Но не е добро да се остава впечатокот дека некој ги повикува, дека некој ги третира поданички, дека некој врши влијание врз нив, политичко влијание. Че ние мора да се ослободиме од тој момент. Оваа власт не успеа да се ослободи и веќе година и неколку месеци талкаме во зоната на темното во поделбата на власта и во владењето на правото. Вториот момент кој што е многу значаен. Јас не сум правник, но ги анализирам многу овие правни терминологии за кои говорат колегите. Значи, не е можно да постои консултативен референдум согласно законот за прашање постфестум, кое што е веќе донесено како што е ратификација на спогодбата со Грција во собранието. Може екс-анте за прашање, на пример, уставни амандмани кои што допрва следат, но не може екс-пост, не може отпосле. Може да биде отпосле, но обврзувачки референдум. Според оно што јас успеав да го извлечам како вредно од консултациите со правната експертска фела во Македонија. Значи, тоа се неколку прашања на кои што јавноста се уште нема одговор. Но, еве, консултативен од политички причини, затоа што власта процени дека не може да го достигне цензусот. Идејата е да се доближи што поблиску до цензусот, за да тоа и биде аргумент да врши притисок врз пратениците да добие 2/3 мнозинство за уставните амандмани. И тоа е една прозирна игра, тоа е веќе видливо. Добро, цензусот ќе го видиме, но еве доаѓаме до тие интересни термини, претходен, дополнителен и зошто консултативен, а не задолжителен. И тука се сега она игра, условно речено игра или користење на членовите 24 или 27 од законот за референдум, кои што даваат сосема поинаква патека на движење на целиот процес. Судија? На овие две прашања што ги закатнавте и што колегите ги спомнаа. Прво, околу перцепцијата на јавноста за судиите врз основа на изјава на судија која што ја слушнавме дека наводно други судии оделе некаде. Значи, прво, за да се има перцепција вистинска за тоа на јавноста, треба да се знае дали тоа што судијата го кажува на вистина така се случило, зошто го кажал. Тоа е тешка оптужба за другите судии дека одат некаде за да добиваат налози за одлучување. А ако е тоа така, тогаш сме ние страшна држава. Меѓутоа, да се повикаме веднаш на одредена изјава и од тоа да правиме заклучоци со далеко раѓа сомнение, јасно тоа не го дека не. Раѓа сомневање. Јас сум бил судија и сакам да ви кажам дека дадов заклетва пред собранието на Република Македонија и од првиот до последниот ден ја исполнив таа заклетва. Дури позната една приказка кога некој ме познавал, сакал да ме види, па му рекол мој колега, немој вели да одиш, принципиелен си е човекот, белја ќе си направиш. Чи сакам да речам, она преска што го кажа, од судиите зависи и какви одлуки донесуваат и каков став јавноста може да има према нив. Тежок е товарот на принципиелноста и затоа, мислам, не може секој да биде
судија, јас себе се изведам. Тешка е таа работа, меѓутоа може да ја врши само некој што стварно е квалификуван за тоа и има интегритет за таа работа. Можеме само да се надеваме дека такви судии ќе имаме во иднина. Да го затвориме да се фокусираме на овие конкретни дилеми кои што ќе останат веројатно и понатаму. Второто прашање околу консултативноста и постфестум. Прашањето поставено во оваа одлука на референдумот не е прашање за потврдување на донесен меѓународен договор. Туку прашањето се однесува на идни политички процеси за кое што собранието со оваа одлука за референдум бара поддршка од граѓаните дали да ги продолжи или не. Во Законот за референдум има одредба која што вели дека за референдум може да се распише и за прашање од големо општествено значење. Ова прашање може комотно да се квалификува во таа група на прашање. Значи, ниту е за потврда на закон, ниту е за претходно давање пас за да се донесе закон, туку е консултативен референдум за водење на одреден процес со јасна порака. Дали сакате како граѓани да продолжиме со процесите на евроинтеграција и НАТО интеграција, тоа се различни работи, НАТО е организација, ова е заедница, врз основа на прифаќање на договорот со Грција. Тоа е прашањето, тоа е барањето од собранието, граѓаните да им го дадат тој пас. Сега, има историја оваа работа што морам накратко да ја спомнам, и околу отфрлањето и околу консултативноста. Уставниот суд 2005 година категорично, промптно го укина Законот за изменување на Закон за референдум, со кој собранието се обиде на Уставен суд да му даде надлежност да одлучува за уставноста на референдумското прашање. Уставниот суд во 2005 со своја одлука тоа го укина и кажа дека само Уставот дава надлежност на Уставниот суд, собранието не може со закон тоа да го прави, а во Уставот нема надлежност да одлучува за уставноста на референдумски прашања. Денеска кога би отфрлиле, како што зборев на почетокот, судиите или судот би бил на линија конзистентен на својата пракса која што ја има воспоставена. За консултативноста. Уставот, како што кажа Зибери, разликува задолжителни референдуми, тоа се за влез во заедница со држави и за измена на граница, и референдум за што го распишува собранието за прашање од своја надлежност или по своја иницијатива или по иницијатива на 150.000 граѓани. Според Уставот, референдумот што го распишува собранието, како што е во овој случај, според Уставот, води кон одлука која што е задолжителна. Значи, одлуката на референдум секогаш, според Уставот, е задолжителна. Во 2009 година, Уставниот суд, јас бев таму судија, водеше постапка за оспорена одредба од Закон за референдум кој што го воведува консултативниот референдум. Иницијативата тогаш тврдеше дека не може консултативен, каде што резултатите од референдумот не се задолжителни, затоа што тоа не е во согласност со Уставот. Уставниот суд со своје решение не поведе постапка, а рече дека консултативниот референдум, така како што е пропишан во законот, не е во несогласност со Уставот. За да бидам до крај чесен, искрен, јас го издвоив тогаш моето мислење со спротивно тврдење дека Уставот во член 73 вели дека одлуката донесена на референдум е задолжителна. Меѓутоа, бидејќи Уставниот суд рече дека може да има со закон и консултативен и дека не мора да биде задолжителна, тој закон е комплементарен на уставната одредба и цело време од тогаш, значи од почеток се применува така. Ако сега поставиме прашање дали оваа одлука на собранието за консултативен референдум има правен основ, јас ќе ви речем има правен основ во законот кој што Уставниот суд го потврди како уставен, без оглед што јас имам, да речеме, друго мислење.
Според тоа, прашање на јавноста да е појасно зашто станува збор. консултативниот референдум во оваа ситуација се заснова на законот кој што е потврден со одлука на Уставниот суд и се однесува на прашање од политичка природа која што дава основ за продолжување на одредени политички активности насочени кон влез на Република Македонија во НАТО и во ЕУ. Дали ќе дојде до тоа? Едно најелементарно прашање. Студентот на консултација за испитот, кај професорот оди пред испит или откако ќе положи испитот? Не. Значи, ние влегуваме... Не одговорете. Значи, оди пред да го полага испитот. Значи, консултацијата е секогаш пред делото. Нема споредбена релевантност вашето прашање, затоа не ви го одговарам. Јас се обидувам да ви покажам дека овој консултативен референдум... Што ќе се исконсултира владата? Што ќе се исконсултира владата? Што веќе ратификувала договор, влегува во процес на уставни измени. Чекайте, што ќе се консултира? Тој договор не е влезен во сила во меѓународното право, ниту во нашето. Што се консултира? За да го поништи договорот? Не, за да праша на кој начин, дали на овој начин може да оди кон влез на Република Македонија во НАТО и во ЕУ. За ЕУ... Ќе се сложите, има нелогичност, сериозна нелогичност. И затоа сте го издвоили мислењето 2009. Логично не го крием тоа. Ќе останат ли овие дилеми или ќе ги затвориме? Бидејќи влегуваме сега во една друга ситуација, еден предизвик е решен, ќе го чекам исходот од референдумот, но исходот од референдумот веќе отвара неколку нови хипотетички ситуации што понатаму. Дилеми сигурно и понатака ќе има во јавноста. Не може и не би било природно унисоно да размислуваат сите граѓани, поготово стручни кругови, академски и така натака. Но сакам да се навратам на претhodното прашање зошто е важен референдумот од овој карактер, консултативен. Бидејќи се работи за три прашања. Прво е одлуката на собранието со закон да го ратификува договорот склучен помеѓу Македонија и Грција. Потоа следуваат уставните амандмани. Еден значаен, битен чекор, една многу важна одлука. И трето, отварањето на процесите за членство на Македонија во ЕУ и НАТО. Овие се крупни прашања за кои владата цени дека треба да го добие мислењето на граѓаните по ова прашање. И од тука мислам дека не е на одмет организирањето на референдумот и од овој карактер, иако во однос на договорот со Грција тој апсолутно не е релевантен, бидејќи тамо одредбите кои го дефинираат карактерот на валидитетот на договорот се две други прашања. Донесување на закон за ратификација на договорот и уставни измени. Но бидејќи политичките субјекти, релевантните збориме, постојано збореа за тоа дека за оваа прашање, која ќе дојде на дневен ред, граѓаните ќе се испитуваат на референдум, сега тоа прашање е на дневен ред. И од тука сметам дека за овие три крупни чекори треба, значи, да се добие мислење која ќе биде насока, водилка за понатамошните чекори на владата во однос на отпочнување, спроведување и завршување на овие процеси. Имаме уште една друга дилема која што е присутна во јавност и сега навлегуваме во оној процес потоа, а тоа е дека дел од јавноста инсистира да ги има и уставните амандмани во процесот на одлучување за референдумското прашање. Уставните амандмани јавноста ќе ги има кога ќе отпочне иницијативата. Значи сега рано за тоа да зборуваме. Согласно спогодбата со Грција, таму е кажано како ќе оди таа постапка и кои домени ќе бидат опфатени со уставните амандмани. Името, членот 3, ако не грешам, 8, 9
и 49. Да. 3 и 49. 3.49 Преамбула, и преамбулата. Да. Преамбула 3 и и 49. 49. Може ли Значи, со една логичка реторика да одиме одма да го расчистиме ова прашање? Не, дозволете да завршам. Значи, опусот, опфатот на амандманите е дефиниран таму и се знае што ќе биде опфатено. Начинот на и формулацијата и содржината на амандманите ќе биде објавена навреме кога за тоа ќе дојде процесот во собрание во таа фаза. Судијата нека ме коригира ако грешам. Прво ќе се донесе одлука за пристапување во собрание, која одлука се носи со двотретинско мнозинство. Потоа ќе се даде со одлуката за пристапувањето, се разбира доколку се прифати, обврска да се изготви нацрт текст на амандманите. Кој нацрт текст на амандманите ќе оди на јавна расправа и ќе се утврди во собрание претходно со мнозинство гласови од вкупниот број на пратеници. И во јавната расправа, ве молам, не, во јавната расправа јавноста, значи темелно, детално, низ расправа, стручна и секаква расправа ќе биде запознаена до детали со содржината на амандманите. И потоа собранието, откако ќе го сумира исходот на јавната расправа, ќе го дефинира предлогот за измени на Уставот и тој ќе биде ставен на собрание на одлучување. Може да ги систематизираме работите? Чи таргетот на Грција од почетокот беше Уставот. Тие инсистира ерга омнес заради Уставот. Чи не е крајната цел спогодбата е само една фаза. Таму е просто квалификувано мнозинство, ми се чини дека е 61. Значи спогодбата заедно со референдумот водат кон целта. Таргетот, тоа е Уставот. Од тука, во спогодбата, грците не оставаат наивно простор владата да шпекулира со терминологија, низ не знам, јавна расправа и така натаму. Не оставаат простор. Точно стои во македонскиот превод во целост, што не е консеквентен превод, затоа што in toto, која што е единствена валидна и законски призната легитимна верзија англиската, стои in toto. Тоа е во целост без исклучок. Тоа значи до точка и заперка. Логичко расудување кажува дека тие веќе се договорени до точка и запирка. Или погрешен израз ставиле, или владата не сватила што става во спогодбата. Но, ова упатува сосема аргументирано, сосема логично, дека владата веќе ги има предлог амандманите. И според уставното право, процедурата е следна. Владата има обврска согласно подпишаниот и ратификуван договор со собранието да биде подносител на иницијатива за уставни промени. Кога ја поднесува иницијативата, таа го поднесува истовремено во форма на предлог амандманскиот дел. Значи таа веќе го има. Нема да очекувате дека од понеделник таа ќе седне и уставни правници ќе го пишуваат допрва. Не е така, затоа што Грција тоа нема да го дозволи наивно така да се случува. Тоа е веќе се договорено. Значи откако ќе го достави предлогот, собранието расправа во форма на преднацрт, одлучуваат да се влезе во процедура за амандманска интервенција на Уставот и наложува на подносителот да подготви, како го вели, нацрт предлог на амандманските интервенции во Уставот. Тоа е процедурата и од тоа не може да се бега. Значи владата веќе го има предлогот. Не е точно она што го вели премиерот, дека собранието допрва, тие ќе ги пишувале амандманите, тие ќе расправале за амандманите и така натаму. Владата е подносителот. Таа има обврска согласно спогодбата. Иначе, по уставот може да биде председател, може да биде 30 пратеници, но во случајот 30 пратеници не смеат заради поделбата на власта на законодавна и извршна. Не, тоа е уставно право, нема тука дилема дека е така. Имаме стручњаци од сфелата. Искусен пратеник и стручњак со коментар на дилеми и од тога доаѓаме до прашањето, зошто да не ги знае јавноста пред да донесе мериторна одлука со референдум? Не е шпекулација. Не е шпекулација. Што значи интото? Дозволете. Што значи интото? Дозволете. Значи во целост без исклучок до точка и запирка. Не е добро да се шпекулира. И процедурата не е така уредена и не е така утврдена. Процедурата е уредена точно со член 130 и 131 од Уставот на Република Македонија и таа опфаќа 3 фази кои ги спомнав. Одлука за пристапување кон измените. Неподнесување на предлог е првата фаза.
Предлог за пристапување кон Постави се измена. прашање Ама и за тоа се директно донесува ви потоа одговор. по предлогот одлука да се Така е. пристапи. Така е. Ама тогаш уште нема амандмани. Ама има визија, има политичката формула и така. Значи, уставната дикција така вели. Одлука за пристапување кон измени на уставот. На основа Земете на го, што? че- На предлог од На овластени предлог? предлагачи. Зашто? мислам, Па не е ќе има спорно. овластен предлагач кој ќе предлага измени на уставот. И собранието ќе одлучува со двотретинско мнозинство. Може да прочитам во оригинал. Што ќе прочитате? Договорот? Не. Оваа Што? одлука, што велите вие собранието, се донесува врз основа на образложен предлог што го поднесува властениот предлагач на уставната измена, во случајот владата, и вели во писмениот предлог, предлагачот ја изложува концепцијата и целите на уставната измена со тоа што се овозможува мериторно одлучување на пратениците за дадениот предлог и стручно обликување на преднацртот на уставната измена. Значи имаме писмен предлог од страна на подносителот владата. Тој писмен предлог не е само просто барање за уставна интервенција, мора да го образложи концептот и да го даде предлогот. Со расправата тој станува преднацрт. Ама мора да има И предлог. потоа не вели на според крај, мене, тоа каде дека- има Собранието со Ама- заклучок, нацртот- не со одлук. Значи Извините, заклучок од утврдува што рок во читате? кој подносителот на предлогот за пристапување кон измена на уставот изготвува текст на нацртот на амандманите на уставот врз основа на преднацртот Каде и врз основа на читате? предлогот. Каде Ама читате? Од каде преднацрт читате? Уставно од право. каде? Уставно право. Значи таа работа е во деловник. Тоа е процедурата. А преднацрт нема, мене не ми е познато за преднацрт. Има одлука за пристапување која што е образложена со правци и така натаму и враќање потоа На основа на што ќе донесе нацрт. собранието одлука? Добро, може ли сега, поставивте Предлог. прашање, ви имаме Добро, и ајде. поранечен пратеник и поранечен судија на Уставниот суд, на вистина да ги расчистиме овие дилеми како ќе тече таа процедура, бидејќи се поголем е притисок во јавноста дека нешто се крие и дека амандманите треба да се дадат сега. Прашањето е зошто сега не ги знаеме амандманите. Амандманите. Јас, например, кога би имало некој текст, би ми било полесно да се движам, би било фино да знам. Ама нема во овој момент. Се уште нема ни предлог за пристапување кон измена на Уставот, кој што треба да се усвои во парламентот со двотретинско мнозинство, за да оди наредната фаза на подготовка на нацрт текст на амандмани. Тогаш има нацрт на текст на амандмани. И сега, во моментов, бидејќи не постои никаков предлог, се уште, рано е, никој не кажал. Луѓето што преговарале за овој договор, предпоставувам дека имаат Визија. добро знаење што е тоа што е договарано. И потпишале интото во спогодбата. Тамам работа да не знаат што договарале. Така што одредена визија за тоа како би изгледале Интото амандманите. не е визија. Интото е во целост, без исклучок до точка и запирка. Правна терминологија зборам. Не, јас го договорот Во овде спогодбата точно стои Ама интото. не, чекайте, во спогодбата нема Во текст целост. на амандмани. Во однос на што интото? Во Во однос на што? Па прочитајте. која Па што да реченица, прочитаме? која реченица завршува со Не ги уредува интото? измените на Значи, уставот. Ке следва Спогодбата стапка ги на цитира усвојување само- на уставните амандмани во целост, запирка. Не англиската верзија, интото на уставните амандманите ќе амандмани. бидат усвоени, Интото. содржината Интото- не е уредена. Значи, што е интото е интото? во еден амандман, ама тоа се интото е еден амандман, ама тоа се однесува само за Не, името. тоа е блок. Во Значи, претходниот вака, став го имате. Тоа е тоа. ставот 12 од членот 3. Кратко ќе го прочитам. Името и термините наведени во членот 1, името и термините се Македонија, македонски. Одете на ако уставните имаме амандмани. време, да, тука сум. Името и термините наведени во членот 1 од оваа спогодба, за да се следи, значи тоа е името, Република Северна Македонија и термините Македонија, македонски, на тоа се мисли, ќе бидат вградени во уставот на втората страна. Ваквата промена ќе се изврши наеднаш и севкупно со еден амандман. Тоа е првиот дел. Амблок. Според таквиот амандман, името и термините ќе се сменат следствено во сите членови на уставот.
Натаму, втората страна ќе пристапи кон усвојување на соодветни амандмани на преамбулата, членот 3 и членот 49 од Уставот како дел од постапката за менување на Уставот. Не, сега, само да додадеме, немаме време да го читаме целиот договор, но бидејќи сите вадиме ситници за уставните промени нема ништо. Само да додадам дека кон тоа во целост стои дека во целост имплементацијата треба да заврши до 31.12.2018 година, па за да немаме дилеми. Не, ама дозволете само да не ја ставиме во забуна јавноста. Да, но има и уште една пракса што сакам да ја нагласам, дека исто така и претходната влада има покренато иницијатива за промена на 6 амандмани без нивна формулација, туку само со образложение на намерата. Затоа сакам од потребата. Да. И дозволете само уште еднаш да кажам. Собранието 3 пати ќе се изјасни по амандманите. Прво по однос на донесувањето на одлуката од потребата за измени, по однос на нацртот и усвојување. Така да не ја ставиме во заблуда јавноста, кога ќе има нацрт, тој нацрт ќе оди на јавна расправа, јавноста детално ќе биде запознаена, по сумирање на резултатите од јавната расправа, ќе се формулираат предлозите на амандманите и собранието ќе ги усвои. Нема тука никакви задни намери, нема скриени работи, нема ништо. Се ќе биде транспарентно изнесено, зашто тоа е измена на највисокиот правен акт на државата. Ама ќе биде тешко, се извинувам што може. Да, повелете, да. Ќе биде тешко и деликатно. Тоа се сериозни измени, ајде името е лесниот дел. Тој со амандман се решава, се офаќаат сите одредби кои што има Република Македонија, да, и ќе биде Република Северна Македонија, тоа не е проблем. Идеме член 4 до и да. Меѓутоа, преамбулата, членот 3 и членот 49, особено преамбулата, имаат вака интересен терен каде што треба многу знаење, многу внимателност, затоа што во крајна линија од формулирањето на амандманите и последиците од тоа докаде добацуваат, така да се изразам, ќе зависи и поддршката на јавноста и на парламентарците. Значи, никој не гарантира во овој момент дека амандманите ќе бидат совршени, дека мора да се усвои. Значи, допрва следува таа уставна работа на создавање на вистински формулации кои што ќе бидат во наш интерес. Како правно ги читате 4Г и Д? Вели втората страна ќе ја започне постапката за усвојување на амандмани на уставот како што е предвидено во оваа спогодба, Д втората страна во целост ќе ги усвои амандманите на уставот до крајот на 2018. Не вели втората страна ќе ги усвои амандманите на уставот до крајот на 2018 во целост. Или во целост до крајот на 2018. Се увели уставните амандмани во целост. Сите, значи и на преамбула, и на 3, и на 49. А мислам дека треба и на член 4. Во англиската верзија знаете што значи правно интото? Значи сите предвидени измени на уставот треба да завршат. Значи без исклучок како што е договорено. Да, тие. А какви ќе бидат? Какви ќе бидат? Добро, вие сериозно верувате дека Грција со незината дипломатија направила наивна грешка, ќе остави владата да шпекулира со терминологија? Еве сега ќе ви нема дадам еден пример. Шпекулира со терминологија, јасно е кажано ќе се промени името. Ако сакат. Толку. Или може после. Многу интересни, има многу интересни одредби овој договор. И многу е важно за формулирањето на амандманите. Мојата теза е дека ги имаме уште време пред завршните зборови околу кои се тие најспецифични, освен преамбулата, која што предизвикува посебно само да обрнам внимание на една ќе треба посебно објаснување. Изворедно добра околност за нас, што јас ја читам во овој договор. Членот 1 ставот 3, каде што се името и така натаму, и термините, и во точката Г ги дефинира термините Македонија и македонски, го имаат значењето дадено во членот 7 од оваа спогодба. А тие исто така треба да се употребуваат и може да се стават во уставот. Македонија, македонски. Во членот 7 точката 3 вели, ставот 3,
Во однос на втората страна, овие термини ја означуваат незината територија, значи термините се Македонија и македонски. Ја означуваат незината територија, Македонија, на нашата територија, јазик, македонски јазик, народ, македонски народ, и нивните одлики со нивната собствена историја, култура и наследство кои се особено различни од оние кои што се наведени во членот 7. Знаете, таму македонците од Северна Грција не се словенски, него се антички и така натаму грчки како што велат. Според тоа, кога ќе се прават амандманите и кога ќе треба овие термини заедно со името да се внесат во уставот, излегува дека ние имаме слобода да ги употребиме тие термини Македонија и македонски во значењето кое што току го прочитав. Македонија во нашиот устав ќе значи територијата на нашата држава, македонски ќе значи македонскиот народ, кога ние го употребуваме, во идната ако биде името Северна Македонија, ќе биде македонски јазик. И тука гледам добра основа за сочувување на извориштата на македонската самосвест, свеста за македонска држава, правење што се наоѓаат во преамбулата и таму кај што се спомнати и Крушевскиот манифест и манифестот на Асном, кои што за грците веројатно се проблематични затоа што таму има автономни Македонии, затоа што има реакции на Илинденско востание дека се барало обединување на македонците секаде, а тоа го има и во манифестот на Асном. Така што ова нам може да ни овозможи да ги сочуваме нашите изворишта и вака на грците да им кажеме дека ние не можеме да се откажеме од историските премиси на постоењето, па и на државата која што утре можеби ќе се вика Република Северна Македонија. Така што оваа врска помеѓу членот 1 став 3 и точката како вели, втората страна ќе го прифати името Република Северна Македонија како нејзино официјално име, како и термините за кои што зборува, спроведувајќи внатрешна постапка која е и обрзувачка и неотповиклива и ќе вклучи усвојување на амандман на уставот како што е договорено со оваа спогодба. Излегува дека ние имаме право во уставот да употребиме термини Македонија, македонски, во означените значења и со тоа да сочуваме она што е наш праискон историја. Никој да не натера да се откажеме од Асном или од Илинден. Тоа го имаме како адут. Сепак ќе треба да ги почекаме амандманите, бидејќи има и некои други толкувања дека токму во однос на тие квалификации, историските одлуки на Асном ќе треба да се направи некаква дистинкција, бидејќи под историските одлуки влегува и прогласот, а прогласот има некакви аспирации за поинаква географска Македонија, но ќе треба да се чекаме да видиме што ќе биде тоа што ќе го понуди владата. Оно што е дилемата е претходните искуства, најмногу се околу и најмачни околу рамковниот договор. Беа процесите на усвојување на амандманите, се претпоставува дека ќе бидат такви процесите и сега, но роковите се прецизни. Се мора да се заврши до крајот на оваа година. Можно ли е тоа, господине Зиберин, и сите овие 4 фази кои што ги споменавте, имајќи го предвид и актуелниот однос на силите во собранието? Односот на силите може да биде пречка доколку опозиционата пратеничка група или групи се настават да ја саботираат работата на собранието. Тоа може да биде сериозен проблем и да ги одолговлекува постапките до безкрај. Доколку ова пратеничка група или групи се настават дека за Македонија час поскоро е многу важно да се отварат позитивни процеси, тогаш роковите ќе бидат
согласно уставот запазени и во димензионирани според обврската што е превземена со договорот со Грција, односно до крајот на 2018 година. Значи, треба да постои расположение и политичка волја за тоа дали ова обврска ќе биде спроведена како што е прифатена. Јас повторно ќе кажам дека се што зборуваме околу содржината на амандманите може да биде шпекулација, која може дури и да го наштети процесот, зашто навистина не сме во таа фаза. Граѓаните во моментов се преокупирани околу тоа каков ќе биде референдумот, каков ќе биде исходот на референдумот. Дали тоа прашање ќе се реши како услов за продолжување кон процесот. А процесот значи пристапување кон измени на уставот и кратки прашања. Кои се вашите очекувања? За да нема шпекулации, владата мора да е транспарентна, отворена и да води политика на искрени намери. Че мора да биде експлицитна во своите изјави. Јас чувствувам сериозно, дозволете, сериозна несигурност во изјавите и на премиерот и на неговите првенци, поготово на Шекерински и на Пендаровски. Ако вие со 1.3G во спогодбата ја деноминирате придавката македонски во смисла на и одземате етничноста од државен елемент, тоа ако се пренесе во делот на село, дозволете да ја довршам тезата, не ме прекинувате. Се остава отворен простор за шпекулации и интелектуалната критична јавност е должна да предупредува на тие работи. Не може нацијата да носите во заблуда без да знае за какви уставни амандмани ќе стане збор после референдумот. Тоа е носење во заблуда. Отворена е можност за сите го употребуваат терминот македонци. Јас ќе ви кажам во политичката терминологија, македонски народ не е исто со македонци. Македонци е отворен простор да биде етничка заедница, етничка група, граѓани, државјани и така натаму. Но не и македонски народ. Од тука на македонскиот народ се врши деноминација во македонци и му се одзема државноста, дело државноста. Но се уште немаме амандман во Ама имаме ли простор да шпекулираме, а ако владата е нетранспарентна и не објавува ништо? Се раѓа сумневање. Да објави амандманите, уште нема одлука за пристапување кон измени на уставот. Да, го има предлогот. Договорено со Грција. Во овие околности, бидејќи завршуваме со последниот сет прашања, во овие околности какви се очекувањата ваши во однос на исходот од референдум? Сосема кратко. Се што е испод постигнатиот цензус, владата треба да си го признае за неуспех. Не може утре да рече 500, 600 или не знам колку илјади гласачи се доволни за да ние сметаме дека 25 или 30% од популацијата можат да вршат ваква историска габаритна државничка одлука. Тоа не е дозволиво. Господине Зибери, дали евентуално непостигнатиот цензус ќе значи стоп за постапката или едноставно таа ќе се премине во рацете на парламентот? Тоа е политичко прашање, не е правно, значи, бидејќи, ќе повторам, референдумот не е конститутивен елемент на спогодбата на договорот и политичката проценка ќе одлучи како ќе оди понатака доколку не се добие цензусот. Но, бидејќи е политичко прашањето, доколку бројот на излезените гласачи биде толку доминантен про прашањето, за прашањето, тогаш сигурно дека владата ќе има политичка подкрепа за да ги продолжи процесите. Господин Спировски, некои проценки одат од 4 до 6 месеци, зависно од искуствата. Една од проценките која што ја каже премиерот Заев е дека за максимум 106 дена може да се заврши работата. Јас се обидов да ги пресметам најмалку, најмногу, но некако не ми одеше. Вие имате и собраниско искуство во однос на тој дел. Кои се вашите проценки? Деловнички уредена прашањето за процедурата за измена на уставот. Уставот нема никакви рокови, а дел од роковите се флексибилни, колку што можам да разберам од деловникот, особено првите фази, значи вели да не биде подолго од 3 дена, што може да биде поради одредени околности и пократко.
Значи, со добра волја, со добра организација, мислам дека може да се искористат дури оптимален број на денови за сите тие расправи и разгледување да се стасат до пред Нова година. И да има доволен мислам простор. дека може, дури вака недела две пред Нова година може. А ако толку е веќе проблем, таму има работни денови. Значи не се денови, сабота и недела не се сметат или барем неделата не се сметат, тоа одзема исто малку, но мислам дека има услови да се заврши. Сега ако ова што вели колегата има добри, јаки организирани сили да се одолговлекува прави, секогаш да може, обструира. секогаш може, ние сме видели, не е дека не знаеме, дека не сме имале. Како ќе се одвиваат работите таму, не знам. Во секој случај, во коректна процедура, мислам дека може да се заврши. А има и друго прашање, и да не се заврши, прашањето како тоа ќе влие на меѓународниот договор, на тамошните односи, дали ќе прифатат грците ако го усвоиме на 1 јануар, например. Нели? Чисто вака како прашање за размисла. Многу отворени прашања за натамошна размисла. Јас ви благодарам за придонесот за дел од прашањата вечерва. Одиме со реклами, потоа имаме само уште една содржина. Не ме изненади одлуката, знаејќи го моралниот дефицит, како и професионалниот капацитет на судиите, кои ниту еден не спаѓа во графата истакнати правници. Не очекував некаква поинаква одлука, но очекував посуштинска дебата, за разлика од рефератот на судијата известител, кој што беше малтене препис на мојата представка, цели пасуси беа ставени. Дискутантите, судии кои потоа земаа збор, се гледаше дека веќе предходно имаа донесено одлуката. Јас како професор по право, додека тие зборуваа, бидејќи ние немавме право на збор, едноставно гледав во земја од срамот, ме изеде туѓиот срам. Значи, вие имате уставен судија кој не знае дека Европската унија е заедница на држави и кој вели дека таму не е применлив членот 120, иако 17 референдуми, например, имате вие за влез во Европска унија по пат на референдум, последниот во Хрватска, например. Или имате уставен судија кој што вели да, одлуката не ги содржи сите есенцијални елементи, но може да помине. Значи, такво нешто во правото, такви релативизации се недозволиви, тоа се импровизации од највисока категорија. Така што не сум разочаран од одлуката, ова беше тест за правната држава, се гледа дека ние немаме капацитет како општество да застанеме на патот на неправдата. Судот требаше само да цени. Значи, тоа е фактограф, немаше ни потреба да толкува, бидејќи е толку јасно во уставот напишано, така што оваа одлука ќе има далекосежни последици по правната држава. Веројатно некои идни студенти, магистранти или докторанти ќе пишуваат тези на ваквата одлука или докторски дисертации. И според мене ова е добра одлука што се донесе пред референдумот, за да видат граѓаните дека тие кои треба да го чуваат уставот всушност се негови прекршители и да знаат дека освен самите себе, значи да се самоодбранат, нема кој институционално да ги заштити. И според мене ова е контраефект во владината кампања за Европска Македонија, бидејќи ќе го зголеми процентот на неизлезност на граѓаните. Тоа беше обемна иницијатива од скоро 18 страници текст, каде што детално се повикувавме и на устав, и на законот за референдум, и на меѓународните пракси, повикувајќи се на португалскиот случај, повикувајќи се на Венецијанскиот кодекс, како едно право кое што е применливо и кај нас, бидејќи меѓународните договори ратификувани во согласно со уставот се дел од нашиот внатрешен поредок. Меѓутоа ништо од тоа не беше сериозно разгледувано. Еве ќе спомнам неколку формални аспекти поради кои што ја побивавме одлуката и каде што не ви треба толкување, ви треба само едноставно чек-листа да видите кои елементи недостасуваат на одлуката. Например, одлуката според нашиот закон треба да има 7 елементи, таа има само 3,5 елементи, значи ги нема мнозинството есенцијални елементи кои го чинат нејзиниот корпус за да може правно да се оценува.
Тоа е формалната причина и кога имате формален пропуст, Уставниот суд само констатира и поништува. Значи, бидејќи е прекршена процедура, така беше ако ви текнува со референдумите во овие југоистокот за рудниците, се отвори расправа во судот, каде што сите суди кои гласа против поведување постапка потврлија, прочем не ни навлегоа. Именно нашиот устав не познава консултативен референдум за сојузување, што е најголемата правна грешка. И следно, значи се активира членот 120 од Уставот, бидејќи е спомената Европската Унија. Доколку не беше спомената, може да биде прифатено нивното толкување и следно е тројниот тест на единство на Венецијанскиот кодекс, кој прашањето не го положува. Именно во прашањето се измешани баби и жаби, значи е ставена Европската Унија како засебен ентитет, односно како сојуз на држави, потоа НАТО како меѓународна организација и Преспанскиот договор без целото име, значи како смоквин лист се крие суштината, а тоа е суштината е преименување на државата во Република Северна Македонија. Уставниот суд не суди во инстанци, туку тоа е прва и последна инстанца, значи против негова одлука немаме право на жалба како подносители на актот. Тоа значи дека веќе нема правни пречки за да се одржи референдумот и тој ќе се одржи. И завршуваме со изјавата со краткото интервју со Апасиев, а во обид да ви донесеме сите различни ставови околу референдумските дилеми. Довидување.